Здраво на сите и добродојавте во кратки библиски коментари. Денес ќе се задржиме на една на вистина посебна молитва од книгата Изреки. Ќе читам од глава 30, ќе ги читам стиховите 7 и 9. Вака вели: За две работи те молам, не ми откажувај предаумно. Суетата и лагата оддалечи ги од мене. Сиромаштија и богатство не ми давај, храни ме со насушниот леп. Откако ќе се пренаситам, да не се откажам од тебе и да кажам кој е Господ. Или откако ќе осиромашам, да не почнам да крадам и да го употребувам името на мојот Бог напразно. Ова е многу едноставна молитва, но во исто време е длабока и богата со духовна мудрост и понизност. Авторот ни пишува за две работи што ги побарал од Бог и го замолил Бог да не ги одбива од него предаумно. А тоа е да ја држи измамата, суетата и лагите далеку од него и исто така да не му дава ниту сиромаштија, ниту богатство, туку да го храни само со тоа со што човекот има потреба, за да не биде премногу сит, па да се одрече од Бог и да каже кој е Господ, или пак да не биде во немаштија и сиромаштија, па да почне да краде и така да го оскверни името на својот Бог. Што би спомнал тука, друго е дека оваа молитва е богоцентрична, дека е целосно насочена кон Бога. Лицето што се моли не бара богатство, не бара големи успеси, не бара земни привилегии. Таа личност бара само две нешта: да живее во вистината, далеку од лаги, суети и измами, да има доволно за денес, ниту премногу, ниту премалку. Ова е молитва што ја става Божјата слава пред своите лични потреби. Човекот вели: Господи, сакам Твоето име да биде возвишено, сакам мојот живот да биде сведоштво за Тебе. А за мене доволно е да имам мир, благоденост и наситеност. Така да, тука гледаме две молби. Првата молба е, го моли Бога да ја има вистината наместо лагата, го моли држи ја измамата, суетата и лагата далеку од мене, затоа што Бог е Бог на вистината. Секој вистински верник сака да живее во вистината, да го почитува Бога со своите зборови и со своите дела. Лагата, додека е поврзана со сатаната, сатаната е таткото на влагата, затоа молитвата е: Господи, не дозволувај мојот живот да го одразува непријателот, туку Тебе. Втората молба е за денешниот или дневниот леп кој што нас ни е потребен, затоа он вели: не ми давај ниту сиромаштија, ниту богатство, туку храни ме со храната што ми е потребна денес. Ова е молитва за доволност, за задоволство во еден дневен ден. Ова е молитва каде што он не бара ниту премногу, за да не го заборави својот Бог, ниту бара премалку, за да не падне во искушение и да почне да краде. Ова е молитва према Бога да бидеме задоволни, да бидеме пополни, исполнети, да бидеме
благодарни за денешниот ден. Сега тука има, зашто се моли двака е, зашто има две опасности од премногу или премалку. Во стихот Димат личноста објаснува, вика, ако има премногу, може да стане само уверен во себе, да рече во своето срце кој е Господ, да мисли дека он самиот го заслужил тоа што го има, дека он е иницијаторот. А ако има премалку, може да осиромаши, да живее во немастија и да почне да краде и на таков начин да го обесчести Божјото име. Затоа личноста која се моли тука бара само да има доволно за да живее во мир, во благодарност и со тоа да го прослави Бога. Исто така тука би спомнал дека во оваа молитва можеме да направиме паралела, затоа што на еден начин ги одекнува зборовите на нашиот Господ Исус во Матеј 6, кој што вели: Отче наш кој си на небесата, да се свети Твоето име, дај ни го денес нашиот денешен леп. Значи гледаме тука во Матеј 6 дека прво е молитвата е упатена према Бога, Отче наш кој си на небесата. После тоа е молитва која упатува за Божјото царство и после тоа е за Божјата волја. А во вториот дел се нашите потреби, нашиот леп, прошката према другите и прошката од Бога према нас и избавување од искушенија. И двете молитви се молитви за потполност, за задоволство, за благодарност, за вера и доверба во Бога. Молитвата во Изреки 30 е повик за живот во вистина и за секојдневниот леп кој што на сите нас ни трема. Да не имаме премногу, ниту премалку, туку доволно за да живееме во мир и исто така благодарност према Бога.